Владимир Владимирович Путин е една од најпопуларните личности последниве 20 години. Путин е роден во Ленинград, сегашен Санкт Петерсбург, на 7 октомври 1952 година. Неговата биографија прво лице објавена во 2000 година со поддршка на кампањата на Путин. Го опишува неговото скромно потекло. Според биографијата, Путин ги поминал раните години, учејќи да ја има истата интелигенција, како и службениците во советските филмови. Тој исто така е и врвен спортист и има црн појас и 7 дан во џудо. Мајката на Путин, Марија Иванова Путина, е родена на 4 октомври 1911 година, а почината е на 6 јули 1998 година. Таа била работничка во фабрика, додека неговиот татко Владимир Спиридоновиќ Путин е роден на 10 февруари 1911 година, а починал на 2 август 1999 година. Тој служел во Советската морнарица. Таткото на Путин служел во Руската морнарица во 1930-тите, а подоцна служил како бомбардер за Советското министерство за внатрешни работи во Втората светска војна. Двајцата постари браќа на Путин, двајцата родени во средината на 1930-тите, умреле млади, а едниот умрел од дифтерија за време на битката во Ленинград. Неговиот дедо Спиридон Путин работел како личен готвач кај Ленин и Сталин. Путин бил многу непослушен кога бил дете и станал член на помладата авангарда дури во 6-то одделение од основно училиште. Во 1975 година Путин дипломирал на катедрата за меѓународно право на Универзитетот во Ленинград и имал право да студира за вонреден докторат, но тој не се пријавил за понатамошни студии. Тој подоцна се приклучил на Советот за државна безбедност на СССР, наведен како КГБ, а работел во Ленинградската област. Во тоа време тој се запознал со Сергеј Иванов, кој подоцна служил како министар за одбрана на Русија. Тој се приклучи на Комунистичката партија на Советскиот сојуз. Во 1976 година Путин завршил обука за КГБ, а 2 години подоцна влегол во доверливиот оддел за разузнавачка агенција во Ленинград. Работел на овој оддел до 1983 година, пошто студирал 1 година на Институтот Андропов во училиштето на КГБ во Москва. Од 1985 до 1990 година КГБ го испраќа Путин во Дрезден во Германската демократска република, Источна Германија, каде што Путин добил работа во Руската амбасада. Сепак податоците покажуваат дека така наречената работа е всушност шпиунска мисија. Путин собирал економско-разузнавачки податоци во Западна Германија во тоа време. Дополнително, според историското досие, декласифицирано во 2018 година, Путин, освен што работел за КГБ за време на неговиот престој во Источна Германија, во тоа време КГБ и Штази соработувале прилично добро. По повторното обединување на двете Германии, Путин беше отповикан во Ленинград, а од тогаш Путин добива позиција на катедрата за меѓународни односи на Универзитетот во Ленинград. Работа во КГБ и како председател на Државниот совет, председател на Сојузниот совет за безбедност и лидер на Серускиот народен фронт. Тој служеше како 5 и 9 премиер на Русија, 3, 4, 6 и 7 председател на Русија и трет председател на партијата Обединета Русија. Путин никогаш не го напуштил јадрото на моќта и има голема репутација во владата при промена на позициите, па затоа од надворешниот свет тој се смета за де-факто врвен лидер на Русија од 2000 година. Путин најпрво служил во Советот за национална безбедност КГБ на Советскиот сојуз. По распадот на Советскиот сојуз тој влегол во руската влада и бил назначен за премиер од тогашниот руски председател Борис Елцин во средината на 1999 година. На 31 декември 1999 година, само неколку часа пред 2000 година,
Елцин ненадејно ја објави својата оставка од претседателската функција, а Путин, тогашен премиер, беше назначен за вршител на должноста претседател. После тоа Путин сукцесивно победи на претседателските избори во 2000 година и 2004 година. Путин не можеше да се кандидира на руските претседателски избори во 2008 година поради уставно наметнатите ограничувања за повторен избор. Потоа Димитри Медведев, кандидат предложен од Путин, беше избран за претседател на Русија. Откако Путин се повлече од функцијата претседател на 7 мај 2008 година, претседателот Димитри Медведев повторпат го номинираше Путин за премиер и продолжи да ја држи вистинската моќ во земјата. Во 2012 година Путин се кандидираше на третите претседателски избори и победи и поднесе оставка како претседател на партијата Обединета Русија. На 14 март 2020 година Путин го потпиша амандманот на Уставот на Руската Федерација, предложен од самиот тој, што му возможува да се кандидира за уште 2 мандати како претседател. За време на претседателствувањето на Путин се случија големите политички реформи, како што се промената на данокот на доход на 13%, намалувањето на стапката на данокот на добивка и формулирањето на нови политички и законски одредби за земјиштето. Ги користеа неговите специјални методи на управување со агенти за да обезбедат непречено функционирање на државниот апарат, особено за време на владењето на Путин. Највисоката цена на нафтата во историјата. Русија имаше корис од извозот на нафта и заработи премногу пари, што овозможи воената и политичката сила на Русија малку да се опорават по распадот на Советскиот сојуз и постигне стабилен политички и правен развој. Путин претрпе многу контраверзии во однос на управувањето и беше оценет како претседател со железна тупаница. Под негово управување многу девизни компании беа привлечени во Русија за време на неговиот мандат, но економијата беше слаба, откако меѓународната цена на суровата нафта се промени и падна. Севкупно бруто домашниот производ се зголеми за речиси 72% за време на мандатот на Путин, а проценката на куповната моќ исто така се зголеми за околу 6 пати. Некои аналитичари ги опишуваат економските реформи на Путин како импресивни. Путин учествуваше на руските претседателски избори во 2018 година и победи на изборите со 76,67% од стапката на поддршката и беше реизбран за 6 годишен мандат. Од последните претседателски избори рейтингот на Путин е над 80%. На 15 март 2020 година Путин му наложи на Државниот совет да формира специјална работна група за справување со појавата на COVID-19, предводена од градоначалникот на Москва Сергеј Семеновиќ Собјанин. После тоа Путин работел оддалечина од канцеларијата во Ново Огаљево и секој ден се тестирал за вирусот. На 25 март Путин објави дека уставниот референдум, првично закажан за 22 април, е одложен поради епидемијата. Во јуни следната година Путин изјави дека бил вакциниран со вакцина од руско производство. Во септември Путин отиде во самоизолација бидејќи некои од луѓето околу него биле позитивни на вирусот. На 5 април 2021 година Путин потпише уставен амандман кој ќе му овозможи да се кандидира за уште 2 мандати, потенцијално продолжувајќи го неговиот претседателски мандат до 2036 година и пребројувањето на бројот на претходно постоечките претседателски избори. Со други зборови, Путин може да ја напушти функцијата само во 2036 година. На 30 ноември 2021 година Путин даде изјава за засилените операции на НАТО во Украина и распоредување на ракети со долг дострел и системи за противракетна одбрана способни да погодуваат руски градови, велики дека релевантните действија допираат до црвените линии на Кремљ. Тој побара од американскиот претседател Џо Бајден законски да гарантира дека НАТО нема да се прошири кон исток или да распореди вооружени системи,
што би биле во близина на руската територија, но беше одбиен од НАТО и Соединетите Американски држави. Во февруари 2022 година Путин изјави дека ако Украина се приклучи на НАТО, ќе го врати регионот на Крим или регионот на Донбас, контролиран од проруските сепаратисти. На 15 февруари 2022 година Државната дума, долниот дом на рускиот парламент, го поддржа нацрт законот со кој се признаваат Народна република Донецк и Народна република Луганск како независни држави. На 21 февруари Путин го потпиша законот. Во последните 20 години Путин е најпознатата личност во светот, од кој зависат многу работи, али во секој случај од доаѓањето на Путин на чело на Руската Федерација, тој ја поврати изгубената моќ на Русија, како од финансиска, така и од воена моќ.